Почитувани, како пратеничка од ВМРО ДПМНЕ, заедно со колешката Магдалена Манаскова, како досегашни и идни мајки, денес до Собранието на Република Македонија, со подршка на останатите пратеници од ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, поднесовме измени на Законот за работни односи, кои се однесуваат на продолженото породилно отсуство за идните мајки. Сакам да нагласам дека поднесуваме идентичен закон со граѓанската иницијатива, која што беше поднесена и подпишана од 217 мајки до Собранието на Република Македонија, а истата како неуредна беше одбиена на Комисијата за политички систем од страна на мнозинството предводено од Социјалдемократскиот сојуз. Нашата цел не е да ја преземеме граѓанската иницијатива, туку преку законски измени да ја забрзаме постапката и да им помогнеме на мајките кои што би требало одново да ја повторат постапката и така би траело подолго време за повторно да ја поднесат иницијативата до Собранието на Република Македонија. Иако сите политички партии, ВМРО ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и БЕСА и Алијансата на албанците ја поздравија граѓанската иницијатива од страна на мајките кои што бара продолжување на породилното отсуство, оваа иницијатива беше одбиена од страна на Социјалдемократскиот сојуз како неуредна. Токму затоа ние како пратеници од ВМРО ДПМНЕ сметаме дека овие барања заслужуваат разумна дискусија и навистина би им помогнале на идните мајки одбиената граѓанска иницијатива да ја преточиме во уредно законско решение и ја поднесовме до ова собрание. Поради позитивните реакции кои што беа од страна на сите политички партии и пратениците во собранието, ги повикуваме останатите пратеници да ги подржат овие измени на Законот за работни односи и заедно, доколку има политичка волја, да излеземе во пресрет на овие граѓани и веќе во јули овие измени да се донесат, за во август идните мајки да се израдуваат на бенефитите од продолжувањето на породилното отсуство. Сметаме дека, доколку овие измени ја добијат поддршката од останатите политички партии со цел поквалитетно решение, ќе треба да организираме јавни расправи, на кои што преку дебата ќе ги акумулираме сите мислења од страна на синдикатите, представниците од засегнатите министерства, невладините организации, стопанските комори и идните родители. Граѓанската иницијатива, која што беше одбиена од страна на СДСМ како неуредна, е резултат на кренатите очекувања на граѓаните од страна на политичките партии за време на последната изборна кампања. Затоа ние, како одговорни пратеници, цврсто стоиме на ставот дека ветувањата треба да се исполнуваат. Нема да дозволиме лажните ветувања, кои што ги давало парламентарното мнозинство, да бидат фрлени на страна. Уште еднаш ги повикуваме останатите политички партии со својот подпис на овие законски измени да докажат дека ќе работат со граѓанскиот сектор и сите заедно ќе задоволиме едно од клучните барања и првата граѓанска иницијатива која што беше доставена до нас.